Па јас би ја прокоментирал дека е ова уште во еден од низата на монтираните случаи кои што со денесната одлука изречена од судечкиот совет при Основниот суд Куманово може да се заклучи дека уште еден случај може да се нарече дека е монтиран. Бидејќи навистина е засрамувачки за казна од 6 години за такво сериозно дело. Иако сите не убедуваа дека согласно Законот за кривична постапка и Кривичниот законник казната е овде предвидена најмалце 4 до 20 години, видовме дека судот не ги зема отежителните околности при самото изрекување, а тоа е губиток на невино дете како што е малиот Алмир Алију, па дури и се дрзна да ги осуди таткото, чичкото и братучедот на малиот Алмир Алију. Значи, можеме да констатираме дека ова е уште еден предмет во низата наречени монтирани случаеви од страна на почетокот јавното обвинителство Куманово, па продолжи и со денешното изрекување на судот во Куманово. Навистина жалам за ова што морам да го доведам како констатација и таков впечаток имам. Јас како правник ќе се борам и понатаму да докажам дека ова е така, а вие ќе го следите тоа и ќе видите дека навистина она што го кажувавме, дека од почетокот самото јавно обвинителство го водеше процесот со резултат како што денеска заврши. Судиката не даде доволно образложение во врска со Бобан Илич, односно пресудата за него, а даде повеќе образложение за другите осудени. Па тоа е она што од преска го кажав, дека навистина ние верувавме дека судот ќе изрече многу повисока казна предвидена согласно Кривичниот законот и Законот за кривична постапка. Но од неразбирливи причини судот изрече 6 годишна затворска казна, а вие знаете дека само ќе споредам кривично дело каде што за криучарени мигранти се изрекуваат енормно високи казни од по 9-10 години. Овде имаме губиток на невино чедо, а тоа е 4 годишен Алмир Алију и покрај јасен материјален доказ судот не ги зема тие отежителни околности и му изрекува казна од 6 години и затоа констатирам дека овде навистина имаме сериозен проблем во правораздавањето на правдата, а тоа е кога станува збор за лица за жал од албанска етничка припадност. Државниот обвинител рече дека ако станело делото убиство, тогаш ќе требало да му дадат ослободителна пресуда бидејќи за такво дело немало докази. Како вие сметате дека ќе завршеше со таква квалификација? Знаете како? Законот за кривична постапка предвидува две страни, а тоа е страната на јавното обвинителство и страната на одбраната и полномошниците од друга страна. Судот е само орган кој што треба да биде непристрасен во правораздавањето на правдата и утврдувањето на правилните факти и докази кои што се доставени до судот. Овде зачудува фактот како јавниот обвинител знаел однапред за евентуална хипотетичка ситуација, дали ова доведува до заклучот дека јавниот обвинител бил информиран од надлежниот јавен обвинител, господјата Сузана Кусигерска, а во координација со судечкиот судија Маја Денковска, дека доколку остане ова дело, судот ќе донесе ослободителна пресуда. Ова за мене изненадува, а ние знаеме дека судот треба да го има последниот збор. Значи не треба да имаме предпоставени ситуации. Требаше да се остави на судот да одлучи, па и доколку се донесе ослободителна пресуда, имаме повисок суд, а тоа е апелациониот суд во Скопје и имаме конечно највисок суд, а тоа е Врховниот суд во Скопје. Сепак Илич не беше присутен денеска на изрекувањето. Па тоа го покажува уште еднашка она што цело време го тврдиме, дека тој нема ни грам морална, ни етичка, ни било каква одговорност за ова што го направи и навистина не знам зошто и кој се обидува да штити еден таков монструозен убиец. Ќе обжалите ли пресудата? Апсолутно. Јас во делот на
моите тројца однапред би се извинил затоа што истите се на службен пат во Турција и не беа присутни да присуствуваат на изрекувањето на судската одлука, но дефинитивно во делот на правото кое што го имам како бранител на тројцата обвинети, ќе вложиме жалба до апелациониот суд во Скопје, откако ќе го добиеме писмениот отправок на истата. Не само просто што очекувате од апелациониот суд? Па најпрво да се очекаме, да ја добиеме писмената одлука на судот, да видиме кои се образложенијата во делот на сите докази, да видиме што судечкиот совет запишал во истата, и јас се надевам, покрај толкав број на пропусти, истиот предмет ќе биде вратен на повторно одлучување. Со сериозни укажувања од повисокиот суд како треба да се води законска легислативна постапка внатре во самиот суд. Значи, јас ви благодарам на поддршката. Јас се надевам дека ќе го следите и понатаму предметот, се до конечно правосилно завршување на постапката.